Добро вечер со нова дебата во телевизија Нова. Ова отворено студио го нарековме недостоинствени предлози за вашата земја и јазик. Вашата е во наводници, а се однесува секако на обраќањето на првиот човек на НАТО Јенс Столтенберг пред македонските пратеници во парламентот. Меѓутоа, секако во овој комплекс од прашања што ќе се отворат вечерва се и указот, непотпишувањето на указот од председателот Иванов во насока на законот за јазици, но и за онаа последна средба во Њу Јорк со медијаторот Нимиц, по која што Васко Наумовски посочи дека предлозите се далеку од достоинствено решение. Добро вечер вечерва за моите гости, двајца професори, од кои едниот и поранешен амбасадор Јово Донев и Тања Каракамишева Јовановска. Па, од каде да почнеме? Да почнеме ли од она вашата земја, дека се уште има место за нови знамиња, за вашата земја особено? И оваа земја. И оваа земја. Да, затоа што во 15 минутното обраќање на Столтенберг во собранието, освен што вака одзвонуваше на секој, мислам на секој втори или трет збор вашата земја и оваа земја, ништо вака друго фасцинантно не слушнавме, освен оние познати фрази дека сите што се од меѓународната заедница се фасцинирани од реформите што ги покажува оваа влада и дека се фасцинирани од напредокот кој што го прави оваа држава или вашата држава или нашата земја во процесот на евроатлантското интегрирање, а ја навистина не слушнав ниту една од тие конкретни реформи кои што се направени од страна на нашата влада, бидејќи нели за да зборувате за реформи и за конкретни предизвици со кои што се соочувате, треба да кажете што конкретно е направено позитивно во државата. Ја не гледам никаков напредок ниту во делот на демократијата, напротив, гледам едно големо опаѓање на демократските вредности и демократските процеси во државата. Гледам еден државен терор кој што се применува во Република Македонија, особено спрема сите оние кои што имаат различно мислење и различен став од оние владени политики. Гледам гушење на човековите слободи и права и гледам невладење на право и воопшто непостоење на правна држава. Но да се вратам на изјавата на Столтенберг, која што беше скоцкана така како што дипломатски треба да биде скоцкана, но сепак ќе кажам дека не се работи воопшто за нешто драматично или нешто сосема ново кое што не сме го слушнале. Сите тие памфлети и флускули кои што постојано ги повторуваат меѓународните представници се веќе видена работа. Она што треба ние да го имаме предвид е дека немаме прием во НАТО ниту во Европска унија без решавање на името. И тоа решавање на име секако нема да биде достоинствено, како што всушност и кажа нашиот посредник во Њу Јорк или преговарач. Така што работите не се воопшто розови, дури воопшто не се ни добри, затоа што практично се укажува дека нашиот влез во НАТО ќе биде само доколку ние ги прифатиме сите уцени, сите удирања по глава, сите удирања под и над маса, се она што на некој начин ти го руши достоинството и ти го руши човечкиот интегритет. И ако сакаме на крајот, ги повредува принципите на меѓународното право, она врз кое што е втемелена таа војно-политичка организација, ги руши принципите содржани во повелбата на Обединетите нации, ги руши принципите содржани во нивниот статут, бидејќи статутот на НАТО јасно укажува на сите принципи мирољубивост, коегзистенција, почитување на партнерските односи, добрите релации и така натаму меѓу партнерите во смисла на тоа дека сите имаат рамноправен третман. Но каков рамноправен третман има Македонија, која за да влезе во таа војно-политичка организација, треба буквално да ги промени сите своји идентитетски, јазични, историски и сите останати елементи, бидејќи со промената на името тоа секако ќе отиде. И јас наједноставно вака од прилика го опишувам. Значи индивидуално секој од нас, нели, сакаме да влеземе во некое убаво друштво, така? Влезот во тоа убаво друштво е условено со прво да си го промениш полот, второ да се ишишаш скроз келјава, трето да се откажеш од своето семејство, родители, браќа, сестри, пошироко семејство и така натаму. Четврто, да се откажеш од својот јазик,
кој што представува основен идентификационен Прашањето код. сепак тука е малку друго. Дали Не некој е се малку поигрува, друго. дали некој се Прашањето е- поигрува со достоинството во целост или е нешто што дале можеби некој би прифатил Значи, да еве индивидуално да тргнеме од секој од нас, вклучително и политичарите кои го договараат овој процес. Дали по тие услови тие би влегле во тоа шарено друштво и убаво друштво кое што нели е многу високо котира и така натаму. Значи прашањето е дали ние сакаме по секоја цена да влеземе Дали е исмевање или се вистински барање? Сушност. или, ако сакате, дали некој прави параван и не ја објаснува во целост на јавноста ситуацијава, бидејќи цело време ние збориме дека членството во НАТО ќе не заштити безбедносно, не ние, политичарите не убедуваат дека членството во НАТО ќе не заштити безбедносно и територијалниот интегритет ќе ни го заштити, така. Но прашањето е дали доколку внатре ние имаме небезбедност, доколку внатре некој сака да го немаме овој територијален интегритет, да ја немаме оваа унитарност, дали може НАТО да делува? Не може. Значи прашањето е многу суштински. Ќе дојдеме и до тоа. Се сака, значи имаше повици за протест за време на обраќањето на Столтенберг и воопшто за неговото обраќање, нели, бидејќи се претпоставуваше дека ќе оди со такви фрази кои што се веќе слушнати и познати од она што се захтева. Сепак не мислам дека одзивот на граѓаните во овие така наречени анти-НАТО протести се беше толку опасен за да има и толку мерки за безбедност. Донев, еве, како амбасадор и како човек што се занимава со вакви меѓународни прашања и движења, јас сум бил сведок на многу поголеми анти-НАТО протести во светот и во Европа. Па добро. Прво, пазете, никој што нешто малце следи и разбира политика не очекуваше ништо. Значи, посетата е дел од рутинските посети што ги врши генералниот секретар на НАТО на сите земји, членки и земји кандидати. Говорите од прилика секојаш ист. Дали е во Македонија или во Грузија, може плюс 2-3 реченици или помалце 2-3 реченици, тоа е тоа, нема што да се очекува. Од друга страна, нема ни зашто да демонстрирате. Ние 25 години знаеме каква е политиката нели, на тие земји што се членки на НАТО поединечно. И знаеме каква е нивната политика од 2008 година наваму. Сосема ни е јасно. НАТО веднаш после самитот во Букуреш рече дека, односно после пресудата, не оврзуваат нас меѓународните пресуди. Нели? Така да, мислам, не гледам никакви ефекти, дури и ниво протестирање, да бидам искрен. Таа е јасна политика и ние треба да ја знаеме. Таа политика нема да се смени. И тоа, мислам, треба да бидеме потполно свесни дека тоа нема да се смени. Без сега, ако имате вие мудра држава која што зборува во еден глас, очигледно не зборува, за тоа, нели, сите наши гости што ни доаѓаат, посебно вакви високи гости, се гледаат со 20 души во Македонија, зашто не знаете кој што ќе ви каже, и мора да ги чуете сите, што е недозволиво, нели, ако се гледа со председател на држава, се гледа со председател на држава, евентуално со министерот за одбрана и толку. Кај нас се реди со секој што може и не може да се сеќава, се сеќава. Дури со невладен сектор се сеќаваме. Сега да кажам, значи, од тие причини го имаме овој проблем. Едноставно, кога не зборува нацијата во еден глас, ова се случува. Да зборува во еден глас, така нема да се случува и така има пракси, нели? Меѓутоа, за жал, таа е ситуацијата наша во реалноста. Ние надворешна политика ја користиме за дневно-политички цели, внатрешни тоа, не надворешни. Да е надворешни, па и да разберем. Вака не може да разберам никако зашто се однесува. И тоа требаше да ни биде јасно што пред тоа време. Меѓутоа, ние имаме, нели, и за традиција ми стана на секој гостување, нова да кажем по една фабричка мана, ние како нација изда имаме фабричка мана да не сакаме да видиме со очи што е реалноста. Реалноста е таа. Не те сакаат во тој клуб. И таа приказна треба да ја сватиме од една страна. Од друга страна, некој го наврти каже, ворете. Тоа што кажуваше председателот Каракабишева. Ворете тоа. Ако ние немаме надворешна закана безбедност, а немаме, гарантирам. Значи никада надворешна закана. Приказната е смената ќе ни донело повеќе инвестиции. Како не? Еве нека биде така. Меѓутоа, тука има еден мал трик. Ако за да добиеме ние повеќе инвестиции, ние мораме подитно, и тоа не е краткорочно, зашто краткорочно не се менува ништо, во следните 10 години да ги смениме целиот образовен систем на Република Македонија.
парите што ги даваме за НАТО, за сме стигнале критериумите на НАТО од 2%, ние треба да ги насочиме во образование. Ако сакаме да бидеме конкурентни, ако сакаме да имаме сериозни инвестиции во Македонија, не ефтина работа, раки текстилни индустрии, зашто само тоа може да понудиме, а сега виќе ни тоа не може да понудиме, тоа е тоа. Значи, на вага, меѓутоа тоа нема никош да се случи, јас сум голем скептик во Македонија, дека треба да седнат државниот врв на Република Македонија и да направи проценка. Промена на уставното име за мене е неприфатливо. Мислам дека е неприфатливо за мнозинството граѓани на Република Македонија. Значи нема решение за спорот. Ако нема решение за спорот, упорно политиката на НАТО нема членство во НАТО. Во ред. Тогаш дај да ја смениме приказната и да почнеме да ги развиваме она што ни е најсуштинско за сите нас. Да ја развиваме образованието, да ја развиваме економијата, па здравје Боже. Никош во надворешна политика не вика нема да биде. Може би ќе се сменат околностите, меѓутоа сега за сега нема да се сменат. Значи Јован, дури еве хипотетички да го решиме прашањето со името со Грција, така? Дали Столтенберг нас не гарантира дека друга држава нема да стави било какво вето? Тоа сакав да го кажам. Така, значи толку е тоа лигава работа, толку е тоа неопределена работа, толку тоа не може никој да го предвиди. Тања, тоа е чист пример од Црна Гора. Три пати ја враќаа во Сенатот, Америчкиот Сенат ја враќаа назад. Да не беше. Ми е дека нема гаранција. Нема никаква гаранција. Еден парламент од 29 парламента може да блокира. Столтенберг ја послуши Црна Гора, да го дослушнеме што се случи со Црна Гора? Три пати Сенатот за надворешна политика на Америчкиот конгрес се враќаше. Не ќеше да дозволи ратификација за приемот на членство на Црна Гора, на протоколот за прием во членството. Затоа што нивните зборови, ако ги гледате стенограмите, те се јавно достапни. Може да ги видите. Зашто ние би ризикувале амерички животи и пари за една држава што не може нас да не одбрани? Со, не знам колку има војници Црна Гора, зашто да вложуваме? Сериозен беше притисокот, нели, на овој сенаторот, мислам дека е Маккейн, овој сега што е болен, па успеа да добие еден глас и да преде ратификацијата на протокол, да се прифати протоколот. Значи, никој нас во овој момент не ни гарантира. Па ние сме чекале, јас чекав 2 години во британскиот парламент да се ратификува договор за прием на Македонија во една институција на Европска унија. 2,5 години со силни притисоци. Не е тоа така едноставно кој што ни се прикажува овде во Македонија. Може бугарскиот парламент да ја блокира. Ние дека ќе го сменим името, све ќе тече мед и млеко. Тоа нема врска, тоа мора народот да го знае. Значи мора тие работи им се кажат. Секоја држава членка на НАТО може да одбие да не прифати. Така. Тоа што дале владите, тоа се сериозни парламентарни демократи. Владата извршила власт, која е дали е председател на држава или влада, може да рече да, се слагам. Меѓутоа тоа не значи дека ќе сложи парламентот. Утре Бугарија може да каже во Атина да прифати промена. Парламентот да не прифати. Немате Еве. никакви гаранции за тоа, цело време зборуваме ние. Пазете, ние јас претпоставувам и Тања и јас сакаме да биде Македонија членка на НАТО. Ама кој не сака, ама Значи, не е ме разбирате, по ама треба да бидеш доволно наивен за да веруваш во леснотијата на тој процес. Така е. Значи тоа е проблемот и затоа ние збориме, не збориме против. Необразован. Да. Не збориме ние дека сакаме да минираме одредена политика. Никогаш тоа не сме го рекли. Исто што кога зборуваме за договорот со Бугарија и за сите работи. Значи мораме да бидеме многу предпазливи. Па ние пазете, потпишавме привремена спогодба со грците. Ништо не ја почитуваат. Затоа што правото не го почитуваат. Правото не почитуваат. Сменивме, нели знаме, сменивме устав Желреве. Ништо. Откажавме од македонското национално малцинство. Ништо тоа. Добивме пресуда во меѓународниот суд. Па која гаранција јас ја имам дека утре ќе прифатат? Треба значи треба Европска унија, членките на НАТО да дадат сериозни гаранции, сите поединечно дека тоа нема да биде проблем, па евентуално да разговараме за промена на такви гаранции немаше во 2008? Немаше. Не. Во 2008 никој ништо не гарантираше. Значи настапите на председателот Буш беа доста силни сега. Пазете, па ќе ви кажам, председателот Буш се уште има многу дилеми околу тие негови изјави. Или е погрешна проценка што може би. Меѓутоа тука направи една атмосфера дека е готова работа. Ама за тоа ви кажам, значи пазете. Тоа треба тие се искуства кои што ние треба да ги учиме. Така. А не да ги Ако еден забораваме. председател на Соединените американски држави не може 2008 година, ако наистина искрено сакаше, оти секогаш може да имате резерва, мора да имате резерва, не успеа. Па која ви е гаранција дека сега, пазете, сега некој ќе успее? Така. Па тие се скарани ко рогови вреќе Турција и Соединените американски држави. Ајде да се вратиме повторно на
посетата на генералниот секретар на НАТО, опозицијата се врати за ова се врати во парламентот токму за оваа седница да го изслуша говорот на на првиот човек на НАТО. Што тоа значи? Сега, значи многу критики имаше во таа насока. Прво, дали треба да се врати, дали не треба да се врати. Како политичка партија, како опција, дали вие сметате дека беше паметно во овој период да седне да го изслуша? Да бидам, ја ги читав и едните и другите прои зашто. И јас ги читав, меѓутоа сакам ваше Да ви мислење. кажам право, ја немам некое посебно мислење кон тоа прашање. Не можам да изречам што ќе добиеше опозицијата со тоа што немаше да присуствува, што ќе добиеше ако присуствува. Имаше ли нарушен имидж ВМРО ДПМН пред меѓународната заедница, кој што овој чекор може тоа да го подобри? Тоа сакам да ви го кажам, ова беше вовед, всушност. Значи, она што го слушам и што ме навистина ме шокира. Што ве интересира што меѓународната заедница мисли за вас како лидер на опозиција или политичка партија во Република Македонија? Што ве интересира вас? Ако се придржувате на политичките правила на игра, какви да се широки во демократските држави, што ми е мене важно, што мисли некој во Вашингтон за мојата опција? Јас сакам да победам на избори. Дали нив мислите дека ги интересира некоја политичка партија, демократите во САД, или не знам, социјалдемократите во Германија, зборам се вака од рака, ги интересира што мисли македонската влада за нивното однесување? Воопште не ги интересира. Од каде ни е наметна тој став дека треба да водиме сметка за што мисли меѓународната заедница? Прво, не постои меѓународна заедница. Постои збир на држави. Секој си има своje мислење и свој поглед. Втора работа. Владата е таа што треба да го штити угледот на Република Македонија. Опозицијата треба да додаде на тоа штитење на углед. Меѓутоа во правилата на игра воопшто тоа не е прашање, и тоа го нема нигде во свет. Дали вие мислите дека Златна Зора во Грција ја интересира што мисли меѓународната заедница за неа? Не ја интересира што мислат граѓаните за неа. Грчките гласачи. Двери во Србија. Тоа е можно интересно, ама тој дел ќе го отварам во однос на Сакам да ви кажам, значи таа обсесија наша. Знаете, тоа дури преоѓа во полтронство. Дај да им се додворим, на кому се додворувам? Што имам јас да му се додворувам на Столтенберг или на ова или на оне? Тоа е ментален код, за Да. жал. Што имам јас да му се додворувам? Негово е да цени, ако сака да цени нешто што е направено или не е направено во државата, И ако сака да ме сослуша. и ако сака да ме слуша мене, и ако имаме некакви предизвици или ови недоразбирања, да седнеме да ги разрешуваме. Добро, во ред, А што ме интересира мене? Секоја политичка Па, пазите, партија, особено од не земја е како точно. што е Македонија, цели да ја остави власта, а понатаму за да може да не, лобира не, за не, некои пазете. подобри позиции. Не, не, нели? тоа е Присуство во собрание да му демонстрираш Тоа е, некаква пазете, волја со дека нешто. ти Пазете, тоа е влегуваш во наивна тој теза. Во меѓународните односи нема емоции. Ја не Има ве само гледам, интерес. ја воопшто не ве гледам вас на која политичка партија припаѓате дека не ми дојдете на власт. Така. Тоа ќе разговарам со вас. Па гледајте ги што само разменуваат меѓу себе председатели и министри на влади меѓу себе, па седнуваат за 5 минути. Така. Борис Џонсон лом ги направи турците, отиде во Турција, со Ердоган се подобри се Меркел на и нас. Трамп. Меркел и Трамп. Значи, Си седа ако куче и маче. тоа е дури понекогаш ми се чини е понижувачко. Што мисли меѓународната заедница Да. за пишувањето на некој медиум или што мисли некоја амбасада Мегајле? Тоа е комплекс на Едноставно малите тоа е- народи, да. за жал. Па тоа го немате нигде во свет. Па гледате го во Босна и Херцеговина, Па и овој пример со Македонија го нема никаде во свет, па лидерот на За Србите жал, тоа. во Босна и Херцеговина. Како се каа? Го заборев. На Српска република. Додич. Додик. А што мисли дека не е ово гајле, него што мисли некој воопшто надвор од Босна и Херцеговина од Република Српска? Па тој ви носи гласови, тој ви дава гласови. Така, ама ако кај така, нас не е така бе, Јован. Ама не, добре, ја го Тој знава. Тој ти дава гласови, ама кај нас народот не ти дава гласови, ти дава некој друг. Тоа е проблемот. Значи, Затоа се буквално, додворуваш на тој за што ти тоа- дава гласови. Тука не влегуваме во, нели, на подсуштинска. Тоа е тоа. па и тука не сум сигурен да бидам искрен. И тука не сум сигурен дека е баш така, кој што вели Тања. Проблемот е што во делумно. Македонија, ние кога имаме избори, не размислуваме, не читаме што е напишано во програмите. Тоа е резултат нашата неукост, нели? И многу е лесно да пуштите гласина, ја вечерав со овој амбасадор или вечерав со овој амбасадор, овој амбасадор ми рече ова. И сите му веруваат. Јован, дури и да Значи- читаш изборни програми, џабе читаш. Не, не, Значи тоа е све како да ти кажам, декларативно, Лорета, кој ама што никогаш не го гледаш поентата- конкретно дека тоа се поентата ние реализира. размислиш со своја глава. Така Кај е. нас ние не размислуваме со своја глава, ние размислуваме со своји уши. Што рекол овој и што рекол оној, што Мегајле кој што рекол. Мислам дека принципи се во прашање.
ако ВМРО-ДПМН е сега со ново раководство има одредени принципи врз кои што нели го заснува своето политичко делување и каже дека во овој момент не се враќа во собрание заради државниот терор, политичкиот прогон кој што се прави према истомислениците, во тој случај принципот треба да биде на С. Без разлика кој да дојде од меѓународната заедница. Кој да е? Ако твојот натрешен принцип, политички, партиски принцип е тој, дека нема враќање во собрание се додека трае овој прогон, кој впрочем е и антидемократски и спротивно на она што се залага меѓународна заедница, нели како принципи, во тој случај принципот е важен и треба да си го следиш и да бидеш доследен. Затоа што вакво шурување, се враќам па не се враќам, се враќам па не се враќам, создава одредена дилема. Дали принципот е вистински принцип или е можеби квази принцип? Извини, да те прекинам. Па партијата на Шешелј во парламентот српскиот ја прекинуваше Могерини и свиркаше, тропаше, мааше на маса. Така е. Така. Значи, тоа е, кажам, тоа е комплексна пониска вредност. Ајде да преидеме на вториот дел од овие три прашања кои што мислам да ги заокружиме во ова вечерашна емисија. Тоа е дека македонскиот представник во разговорите за името амбасадорот Васко Наумовски по последната рунда разговори во Њујорк изјави дека предлозите изнесени од медијаторот се далеку од достоинствено решение. Што би значило тоа далеку од достоинствено решение? Прво ова да направиме едно на брзина еден осврт. Прво ова е прво излегување на наш представник во разговорите на ваков начин веднаш по нели давање некаков предлог. Вообичаено е нели да го донесе предлогот тука, да помине некој ден, да помине низ институциите на власта, да се слушнат, да се видат со опозицијата, а можеби и не, нели, па потоа да се даде една оценка. Меѓутоа ваква брза реакција што може да открива? Значи, дали станува збор за потполно во целост одбивен предлог? Професорке? Значи, познавајќи го Васко, мислам дека ниту е избрзана реакција, ниту е реакција која што не е втемелена на аргументи и на факти. Бидејќи ми е колега и многу имам високо почитување кон него. Значи, мислам дека се работи за навистина еден сет на решенија кои не само што не се достоинствени, тој ги нарекува недостоинствени, меѓутоа штом јасно и гласно се изразува како недостоинствени, значи дека се далеку спакувано во повеќе од еден тоа. дипломатски речник Ова е или дипломатскиот речник ова е на Васко. дипломатскиот Ова е речник. дипломатскиот речник на Васко, што значи дека ја мислам дека во тој сет, јас сега не сум дипломат и нели не стремам да имам дипломатски речник, внатре се крокодили во прашање, што значи дека има многу работи кои што се апсолутно неприфатливи, апсолутно неприфатливи. Значи тука не се работи само може да за содржи прашање целта во сет, да. мислам дека тука не е само името во прашање. Добро. Како што впрочем и знаеме, сега да не се повторуваме, сите дебати сме ги засновале на повторување, но не сакам да бидам нели едно те исто да зборуваме. Никој не може да го негира постоењето на македонскиот народ и македонскиот јазик денес во 2018 значи, година. Тоа е негова прашањето е дека не прашањето, туку констатацијата на Васко е дека не може да се негира име, идентитет, јазик. Тука лежат сите зајаци во проблемот. И сите тоа го знаеме, впрочем и грчките власти тоа постојано го повторуваат како нели добро утро на секоја можна изјава. Стапот кој што треба... Не, Морков немало никош. Не, Морков има место за вашето знаме. Тој Морков е на друга планета, не е овде. Види, значи... Тоа не е Морков што е врзан за стапот, не, тоа е далеко. Ова не е ни стап. Ова е take it or leave it. Значи, или ќе го прифатиш ова како куп, што ти го даваме, и тоа е тоа, нема значи многу да зборуваме, да отстапуваме. Минатата средба Нимиц открива дека всушност двете влади, на инсистирање на двете влади ќе се интензивираат средбите и дека ќе се одржуваат еднаш месечно, всушност оставајќи го пакетот да го затворат самите влади меѓу себе. Ако земеме предвид дека пред оваа средба во Њујорк имаше две посети во куса една недела, тоа беше нели прво беше вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во Атина, па отиде министерот за надворешни работи во Атина, нели? Добро да шара, да. Така, се тоа завиено и... Дали ја слушаше изјавата на Немец после? Добро. Значи, Немец на крај рече дека во двете земји има одредени нели, граѓани кои што се незадоволни од пакетот, но прашањето му беше дали сакате и наредните 25 години да нема членство.
Што значи дека повторно прстот се вперува кон нас, бидејќи 25 години за нас ќе бидат нели Во тажни, чекалната, чекалната и така натаму. Значи повторно акцентот се става само на нас. 25 години нови недоумица Бидејќи немате да. амбасадорско искуство, да го прашаме амбасадорското искуство, како на еден секојдневен речник би изгледало ова далеко достоинствено решение во амбасадорски речник спегувано? Што открива? Па добро, Тања кажа крокодили. Значи, не. Она што Васко многу често го направи тоа вчера, и сум прилично убеден дека, знајќи по прилика како работи македонска дипломатија, дека он немал добиена инструкција или сугестија да излезе веднаш Толку брзо, не. оваа изјава, не верувам, нема ни да добие таква инструкција. Очигледно дека он А може ли да добие вака измеѓу Може, прашање, може може, да добие може, само може, не предупредување, туку да биде Па јас тргнат во од една емисија кажав дека тоа што со него има уште еден представник, може да се толкува и како недоверба кон Васко Миловски како главен преговарач и затоа е додаден уште еден човек од Министерството на внатрешни работи. сега има еден или двајца, јас колку што знам беа двајца. Не знам точно, ви кажам, не е ни Меѓутоа тоа важно. никогаш не се откри дека има Не е уште важно, двајца ви кажав, помошници. тоа е проблем со македонската, нели, Министерството на внатрешни работи што некогаш не од небрежност не даваат јасни информации. Меѓутоа она што е важно. Он едноставно го кажа она тоа што вчера го кажа, барем јас така го толком го кажа во одговор на министрот за внатрешни работи. Министрот за внатрешни работи, не знам од кои причини, во еден момент даде изјава дека очекува достоинствено решение. Тоа не е позиција на министер, Не, на тоа го суверена. кажа опозицијската. Не. Министрот за внатрешни работи мислам го кажа. И Или опозицијата, Османи. и Еден од опозицијата. двајца. Опозицијата не. Дека има Не, дека им значи, се просто бара Достоинствени предлози рече Да, Османи, да. а оптимизам со грижи рече Никола Димитров. Значи, не е важно. Ако ги врзуваме Во секој случај, за употребата на зборот достоинство ја девалвира суверената позиција на Република Македонија. Јас немам што да очекувам или да не очекувам. И нема што да очекувам од некој достоинствено решение. Така не се преговара. Нема што да очекуваш. Твоите црвени линии за тоа се ги јашуваат однапред. Немој да ми даваш предлог што ќе го прави ова и ова. Дај ми предлог што ќе содействува со ова над непот. Ако вие велите дека немаме црвени линии, кој што го вели премиерот Заев, ако вие велите да дадете ми достоинствен предлог, кој да ја се извинува ако некој од нивеца сум навредил, што очекувате, што ќе ви понуди Нимиц? Па сосема нормално дека ќе понуди она, зашто не е преговарач? Него му одговара да се заврши работата. Он не е загрижен за судбината на Македонија или на Грција. Како беше 1 евро средба. Донев Каракамишова, мора да прекинеме за првиот блок на реклами. Ке се вратиме на црвените линии токму. Еве не повторно во отвореното студио вечерва со Јован Донев, амбасадорот и професорката Тања Каракамишова Јованова. Разговараме на 3 теми. Тоа е обраќањето на генералниот секретар на НАТО, потоа вчерашната средба во Њујорк со посредникот Метио Нимиц и изјавата на Васко Наумовски, амбасадорот, дека предлогот е далеко достоинствено решение. И како последна тема е обраќањето на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов за забелешките кои што ги поднесе по донесениот закон за употреба на јазиците, со кој што им укажа на претениците дека сето ова е далеку од законско решение во рамки на уставните одредби и норми. Ајде, ги споменавме на крајот црвените линии, Донев. Да. И мене многу ме фасцинираше, ајде, така да се изразам, изјавата за црвените линии, дипломатски, дека како беше црвената линија наместо пред нас како граничник, се постави светилник светол, конец, напред, по патот. конец. Пазете, сега тука човек треба да биде многу внимателен ако сака да биде коректен. Најлесно е. Се обидувам. Не, генерално зборам и за мене, и за Тања, и за сите што зборуваме нели понекогаш во јавноста, треба да бидеме многу внимателни, понекогаш затоа што е, нели, како го употребуваме така натака тие проценки, како ги правиме тие анализи, зашто можеме некојаш навистина без причина да навредиме некого. Кога би сакал да бидам, нели, да најдам некакво оправдување, а не можам да најдам оправдување, меѓутоа, да речеме, да сакам да најдам оправдување,
Тоа покажува целосно непознавање или немање на искуство од водење на преговори и меѓународни односи. Целосно непознавање на состојбите во регионот посебно. И односот на другите големи играчи што се влезени во регионот. Не е само Европска унија или САД. Тука е, стопади се ги кажува, тука е Русија, тука е Турција, кој што мора да ги внимаваме, тука е Кина. Не може така да гледаме за тоа. Ни грчкиот премиер немаше искуство претходно во дипломатијата, па не излетува со такви изјави. Не, пазите, не е така. Не е така. Па не излетал со... Не, погледате ги, земете им ги говорите на сите лидери од регионот. Извини, ова е понавредливо тоа што ние го кажуваме директно. Значи, не, јас сакам да бидам затоа што јас тоа е залутаност во политиката, ако не знаеш да ги процениш. И ти си во право, ама меѓутоа, ако иначе другото е да нападна ман блок и да речам што да кажам. Значи, само да кажам, не може така. Ако ги споредите позициите или однесувањето на сите соседи, пазите, вие имате потпредседател на влада, кој што мртов владен вади од рукав и вика мене се прифаќам. Па како ќе преговараш? Тогаш ги тргаш црвените линии. Па тие сами се кажува дека нема црвени линии. Значи невозможно е, пазете, тоа ви кажам, невозможно е. Или се работи за стварно наивност, што се граничи со дилетантство, или се работи за нешто многу потешко. Не сакам да верувам во нешто потешко. Па ќе се отам дека се работи за дилетантство. Пред 2 дена во ова исто студио беше мојот колега Горан Момировски, кој што значи сите средби со Нимиц ги има проследено, тоа е единствениот од Македонија што ги проследил сите средби со Нимици, дури самиот посочи дека поразен од сите овие предлози, веројатно посочи дека името сепак нема да биде решение што од овие средби, тука е пакет кој што се решава некаде во Вашингтон за некоја врата. Сега, дали може би ваквиот оптимизам не се темели на тој Морков, кој што е некаде на друга планета или како? Пазете, мораме еднаш за секојаш да престанеме. Затоа сме нова дереча дедина. Дека некој негде ни ја крои судбината. Ние ја кроиме судбината. Ако не знаеме да се ја скроиме судбината, ќе се носиме расипано дело. Ама наше не се замара никој со кроење на наша судбина. Да. Освен ако не го повикате. Не, ако му даете карбланш. Не, и карбланш, понекогаш ако не е платен, бидејќи бюрократите го работат тоа, ако не е платен, нема да го прифати и карбланш да му дадеш. Мора да го платиш. Освен ако не го повикаш и го молиш да ти помогне. Ама тој нема да ти помогне. Значи, проблемот е во тоа, значи ние кај нас се создадена една психоза во јавноста, ако е така, Ердоган нема да го прави тоа што го прави. Као пример. Вучич во Србија нема да го прави тоа што го прави. Рама во Албанија нема да го прави тоа што го прави. Да не зборам натаму во други држави надвор од регионот. Значи сакам да ви кажам, не може така. Значи сепак е до достоинството. Точно. Не можете така да се однесувате, не можете да мислите дека некој седнал негде ви прави конспирација, вие треба да се одработите работата. Ако вие немате национално чувство, зашто преговарате вие тогаш? Едноставно немате идеја зашто преговарате. За вас ви е сосема svejedno. Стајте ме мене да преговарам за бугарите, а без сеќе прифатат. Тоа не се преговори, значи ти кога немаш црвени линии не се преговори. Втора работа, ние сме врзани да разговараме, не да преговараме. Така да, ама си ги и тоа го измешав. Извлековме. Повторно ќе кажам, нека се работи за грешки во терминологија, за брзање, за трапавост. Абе, сега вака се да бидеме на чисто. Ние немаме споменик на Александар Македонски на фонтаната на плоштадот Македонија, ние имаме воин на коњ. Сега работиме да ги кажуваме како што се. Ние имаме разговори, а всушност преговараме, пошто имаш медијатор, бидејќи имаш медијатор, немаш разговори, ти имаш преговори. За двојни стандарди, дека некој друг ни применува, а уствари ние самите внатре сме полни со двојни стандарди. Така. Дипломатски. Така. Јас се трудам колку што можам да ти кажам. Се трудам колку што можам да ти кажам на еден по-бенолетен начин. Бенигнен, окей. На еден бенигнен начин да ти кажам дека може и така да се гледат работите. Меѓутоа, суштината е, повторно ќе кажам на почеток, таа го знаевме ние. И во предизборната програма. И на предизборните митинзи. И Шеќеринска, мислам дека беше 2000, не знам која година, ќе го решава спорот за 6 месеци. Да, ама нас не правеа сите што зборувавме дека човеков ја и напишав, Скопско, СДС и се е можно. Значи, тоа е веќе друго прашање. Наплатам реклама. Меѓутоа тогаш они не ги раи, велеа дека тоа е во главата на Груевски. Се сеќавате дека тоа е во главата на експертите кои што се платени од Груевски. Цело време имаме резерва кон политиката на СДС. Ова не е од сега.
И не се работи за некаква кампања против ова или она. Едноставно имаме резерва што не слушнав во нив црвена линија никогаш. И не можеме да поверуваме дека македонец може да си ја руши Точно. собствената држава од внатре. Тоа е истото како што Едноставно истата се велиш, приказна чекај, со зарем е јазикот. тоа можно. Сега го споменавте јазикот, се спомена нели и црвени линии. Ајде да ги погледнеме и последниот блок на реклами, па ќе продолжиме токму околу јазикот, третата тема да ја отвориме. Вечерашнава дебата, недостоинствени предлози за вашата земја и јазик. Тоа последното јазик се однесува сушност на недостоинствениот закон кој што веројатно, еве ја така ќе го оценам, беше доставен кај председателот на потпишување, а тој го одби со нели нотирани 14 страници и 21 точка за белешки суштински, заради кои овој закон се спори со судир со уставот. И тоа, како што вели, појаснува се абсурдности. Председателот. Значи, дојдовме до она недоверба, дојдовме до она што беше кажано и не беше кажано нели во предизборието, беше кажано, ги споменавме НАТО, дека за 6 месеци ќе сме влегле во НАТО, но се споменуваше нели двојазичноста, па Тиранската платформа. и Тиранската платформа. Сега ги споменавте и опасноста нели од надвор судир или од внатре судир, колку еден закон како законот за јазици што беше донесен, ајде што беше злоупотребено европското знаме и сето, дали сето тоа носење па враќање може да предизвика еден затегнат однос помеѓу македонците и албанците во Македонија. Па извини, Тања, само да кажам дека не ми избегала мислата. Повторно имаме истата работа, која со договорот со Бугарија и со Грција. Истата работа имаме. Потпишувам дека нема пред да го преземе мандатот. Потпишувам дека ќе се грижам за, нели, ова, тоа го направи Заев. Од тоа што го направи Заев, ние сме на полу до исполнувањето на Тиранската платформа. До половина? Па мислам дека сме до половина. Па добро, остана... Ако помине законов? Не, имаме уште таму за овие за геноцидот врз албанците, имаше уште нешто, имаше таму. Геноцидот нема врска со законското решение. Разборуваме за законски решенија. За платформата има Значи, да кажам, интегрирана гранична со албаниските. Законот што е донесен, повторно истиот проблем го имаме со договорот со Бугарија, истиот проблем го имаме со договорот со Грција. Односно разговорите или преговорите со Грција. Овој закон е директен атак на суверенитетот на Република Македонија од аспект како што е донесен. На унитарноста, не на суверенитетот. И на суверенитетот. И сега ќе ти кажам зашто. Унитарноста е едно прашање. Ние сме на Балканот. Оној момент кога институциите како резултат на овој закон ќе се блокираат сите институции. Добро, да, јасно. Ќе блокираат сите институции во Македонија. Па тоа е целта да се блокира. Горет, ние не знаеме во кој правец се движат работите. Дали тоа ќе имаме закана за унитарноста или ќе имаме закана за територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Па не беа блокирани и до сега, веќе таков обид имаше со двојни институции, имаше СЈО, имаше јавно Не. Ако имаме закана, друго. Јован, НАТО ќе ни помогне што се секираш. Никад нема ти помогнат. Значи, сакам да ви кажам. Да задржиме сериозно. Овој закон. Ја ги читав соопштенијата синоќа, нели на владата, реакцијата на Социјалдемократски сојуз така натака. Пазете, ако имате една група на професори, 7 или 8, не знам точно колку се извинувам ако затоа нема да споминјам имиња, кои што велат јавно, овој закон е противуставен. Овој закон ќе сруши унитарност на Република Македонија. Ако имате председател на држава што е професор на правниот факултет и ви праќа 14 страници за белешки, и вие издавате соопштение и велите не, да го олесни животот. Пазете, значи тоа јасно покажува дека паѓа се на истиот принцип. Како чемо, лако чемо. Само да ви покажам, ова се 14 страници, ова е сушност колку забелешки има од председателот до пратениците во однос на носењето на овој закон. Беше, значи, идејата е многу јасна. Само преку овој закон, може да подојде имплементација на овој закон, може да дојде до промена на уставното име на Република Македонија.
пратениците што молчат на СДС внатре во собранието, треба ова да го знаат. И ја не знам која е таа цена што треба да им се даде, односно што треба да се плати за да тие прозборот. Јас стварно не можам да го разберам тоа, затоа што секој еден малце што разбира политика, секој еден малце што има образование од политички науки, правни науки, знае што ова значи. И вие упорно имате една група на пратеници кои што не знам ни платат дури зашто зимаат, нели? Да седат во собранието без срамно и без перде, никаков однос, и мртви ладни гласаат за закон. Во очите лажа со европско знаменце и никој не чувствува одговорност од тие колку ги има 49. Нема одговорност на Арсен Груби, ниту на Талат Џафери за тоа Зато што е целосно повредена повредена постапката при донесување на закон. Нема никаква одговорност. Не Сега, Деловник бидејќи го се врати крши, назад, Устав сметам се дека крши. дали во овие во писмото во наведувањето стои и европското знаменце, мислам дека стои и европското знаменце, за да има европско знаменце треба да има повикување на која европска норма се повикува, директива, регулатива се носи. Бидејќи не е наведен, а е донесен без. Сега мора да ги испочитува овие барања сега Значи Талат Џафери требаше да го врати сега, и да каже дали Министерството сега, за правда. Со заради само тоа треба да биде наведено Не, или сега не тие ја враќаат постапката само на гласање. Одлично. Пазете, повторно не може да се- не помине. оди- не можете да низ комисии, очекувате, низ значи тоа. не можете да Проблемот очекувате е во и да е одговорноста. така. И да е така, да го вратат назад. Немојте да мислите дека ќе да очекувате од нив поинакво однесување. Прво, имате нелегитимен председател на собрание, кој што се однесува како што се однесува. Имате Не председател само нелегитимен, нелегален. нелегален, во ред. Нелегален, нелегитимен, Значи, си легитимен, имате- ама не е легален. Имате председател на комисија кој што друг Која што јазик е нелегална исто, Исто така, така. затоа што не ја припаѓа законов, не припаѓа на комисијата за вие не можете да прашања. очекувате. Тоа истото ви кажав, тоа истото ние зборевме за јазикот со Бугарија, за договорот со Бугарија. Тие имаме блокади. Ние зборевме за преговорите со Грција. Самиот амбасадор вели недостоинствен предлог дава, што очекувавме. Сите зборуваа што они владата очекува нешто чудо, се чуки и нивните медиуми со доаѓањето на Столтербек овдека. Знаевме што ќе се случи. Знаеме и со ова што ќе се случи и знаеме што повторно ќе се случи. Меѓутоа, директно, законот за јазици, тоа не само јас, тоа го кажа многу мина. Законот за јазици требаше, закасни требаше да го донесат, они планира побрзо да го донесат. Требаше и е во функција на редефинирање на уставното уредување на Република Македонија, за да се оствари грчкиот предлог за промена на македонската нација. Во нашиот пасош да не стои македонец. Значи, Наум, може... Извините. Благодарам. Благодарам. Не, Значи, извини. законот уште кога во предлог форма кога беше дистрибуиран до сите нас, нели? Јас исто така имав забелешки на 12 страни, 13 страни, кои што ги имам упатено и до голем број на меѓународни организации, но и внатре во политичките институции на Република Македонија, но и јавно укажав на тоа кои се членови се неуставни. И при тоа и одговорно тврдам дека целиот закон е неуставен. Значи претседателот на Република Македонија е прилично повторно, нели, димензиониран да биде фер и коректен према политичките партии. Значи јас тврдам дека целиот закон е неуставен. Може да предизвика нова голема нетрпеливост помеѓу... Значи, да, затоа велам. Ќе внесе директно Република Македонија, внесува директно во меѓуетнички конфликт и блокирање на сите институции. Председателот на државата, затоа велам, повторно се става на улога да вага. Значи, она што е тука запишано е само она што е минимум. Ме разбирате? Значи, ја да сум како експерт велам дека целиот закон е спротивен на уставот. Не само тие забелешки кои што ги има. Од тука, значи, повторно во тоа вагање на работите, да не се причини преголема штета во тие меѓуетнички односи, ние повторно имаме некаков консензус кој што треба да не доведе до мирно решавање на проблемот. Мирното решавање на проблемот, како ќе го добиеме? Ако се разувери
ДУИ и целата етничка групација дека уставната рамка е таа која што треба да биде почитувана, а не она што е сега поставено како Дали може над би би се устав, заговара над устав. нов Охридски И рамковен второ, договор, кој ќе Охридскиот доведе- рамковен договор кој тие го подпиша, треба да биде почитуван. Со овој предлог закон, односно со овој закон, се крши и уставот и Охридскиот рамковен договор. Значи тоа што тие си го подпишаа, си го нели ќе поплука, одиме над рамката? и уставот го поплука. Е, сега прашањето е, што е конкретно рамката во Македонија? Дали законот за употреба на јазици е над сите норми, над сите правни Ќе акти се во оди над државата? рамката. Значи сега Во едно од гледате, предизборните ама гледате ветувања. што е сега идејата. Идејата е да го носат во Венецијанска комисија и во Венецијанска комисија да кажат дали овој закон е во согласно со европските стандарди. Заборавајќи при тоа или не знам, билки не се Донесен толку закон, зошто би недоветни, го носел? билки не се толку недоветни да кажат дека во Македонија имаме монистички систем во хиерархијата на правните акти. Што значи монистички систем? Значи дека сите правни акти мора да бидат во согласност прво со уставот, потоа со законот и трето со ратификуваните меѓународни договори во согласност со устав. Значи и европските стандарди, пример, рамковната конвенција за национални малцинства и така натаму, за јазиците, да има повеќе не се над уставот. Што значи Венецијанската комисија и да каже да, овие решенија се горе-доле во согласно со таа Европска конвенција, ние не можеме ништо да направиме ако кажеме дека овој закон е во спротивно со нашиот устав, следејќи монистичката логика на правните акти. Ние немаме дуалистичка концепција на ова, каде што ќе кажеме, чекайте, меѓународните договори се над нашиот устав, потоа доаѓа устав, закон и така натаму. Немаме таква хиерархиска поставеност на правните акти. Потполно си правно, извини што прекинувам, потполно си во право за ова што го зборуваш. И тоа е така. И јас, моето прашање е многу просто. Зар некој од тие што го пишувале овој закон, верува дека тој закон може да го спроведат? Не. За да има толку забелешки, не може никој да не ги знае. Не, моето прашање, значи, Блокада на моето прашање многу на место прашање. Значи, ако они ги не може да не знаат дека овој закон е нефункционален. Ги видоа пред да го донеса законот, ги видоа забелешките на сите професори на правен факултет. Ги видоа сите забелешки нивни, кои што и беа стварно на место. Тоаш моето прашање е зашто се носи законот? Да се блокира државата и да се внатрешно Социјалдемократскиот сојуз, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, директно со овој закон помага блокирање на институциите во Не, Република Македонија. директно ја минира државата од внатре. Добро сега, да не да не употребувам такви термини, значи буквално со носењето на овој закон ја воведува Република Македонија во криза за да евентуално го смени името на државата. Значи нема друга овој закон. Овој закон е неупотреблив. Не може да го употребите. Вие не можете кој записник во на суд ако се македонеци и албанеци го ратификувате. Дали го слушнавте Али Ахмети што рече? Видов. Значи било кој граѓанин албанец Значи, што зборува албански да се наоѓа во Совреќен прекашен да направи мора да може да збори на албански јазик. Значи тоа автоматски ќе значи дека сите нас ќе не казнуваат. Не разбираш, тоа има репресивна димензија. Значи проблем со употреба на немам јазик ни во јас. секојдневниот живот. Немам Имам ни јас, но проблем не со дискриминирачки. непочитување на устав и имам проблем со носење на закони кои што се Второ прашање. Извини бе, дали во секаква- Македонија живеат турци, роми, срби, Имам дали уште едно живеат? прашање. Еднаквоста е повредена. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на вистина се залага за некаков соживот како што они го гледаат. Нека биде така. Моето прашање е зашто ниту во ниеден момент, нели, бидејќи они се присутни во парламентот, не му поставија на премиерот докаде е со придржувањето на Охридскиот рамковен договор од страна на општините во кои што градоначелници и совети се Тоа е албанците. втората димензија. Па вие имате кршење на законот за знаме. Имате истакнати јарболи кои пазите, не, збориме за правна држава. Вчера Така. официјално промовираа Двојазична двојазична марка. поштенска марка, па таа поштенска марка се става пазете во ги. меѓународни така релации, така таа пратка треба да оди во меѓународни. Значи, буквално, тие луѓе таму, па ќе ви кажам, не разбирам зашто се таму. Ја не може да ги сватам. И да глумат дебат. И тоа не го прават. Барем да глумат дебат. Значи, не може човек кој што ја сака оваа држава да прифати два записника во судбе. Ако малце ја сакаш оваа држава
Извините, да не зборам. Тие два записника, од кој ќе биде релевантен? Па тоа те велам. Кој ќе биде Тоа е релевантен? Значи прашањето. комплетно Значи, кочење пазите, на процесите. Втора работа, бизнис заедницата молчи, не реагира на ова, а не знае колка и трошоци ќе има. Нотарите, Еве факултетите факултетите земи. ќе дојде Ќе ми дојде студент еден од Албанска. студент албанец Интересно и е, треба вие сте да. професор. Ја треба да му студентскиот- обезбедам преведувач. Студентскиот пленум мислам дека се изјасни против. Не студентскиот пленум, а студентскиот парламент. Парламент се изјасни. Каде Да. се пленумците? Не знам, треба да се ги прашате нив. Но интересно е кога требаше да се минираат некои работи други, а кои што се во согласно со уставот, тогаш беа веднаш нацртани кај мене пред кабинетот, ми доаѓаа, ми бойкотираат, ми правеа добро, да. џумбуси на настава и така натаму, но сега кога треба за конкретни работи кои што се од национално значење да се реагира, ги нема никаде. Но зошто е тоа така? Затоа што голем дел од нив си дојдоа на пратеничко место, затоа што тие организаторите кои што ми дојдоа мене да ми упаѓаат во кабинетот, сега си се пратеници. Дојдоа си се начукаа сите у влада, си станаа големи господа во државна администрација и затоа молчат. Но прашањето е дали тие имаат воопшто човечка доблест, Не. патриотско чувство, дека државата им се руши, каде ќе бидат тие администратори, каде ќе бидат Не е пратеници, само во која тоа, јас држава? повторно, еве и да се вратиме и да тргнеме од давате еден најголемото, негативен пример за младите да се генерации. отвориш кон сите барања, сите што ги имаат, сепак не сме, мора да има некоја рамка, некоја Значи, норма, постојат некој на- закон, на- некој по постојат кој што кида принципи, линијата. пази. И тука е најголемиот Државата е проблем дека што- оние што ги носат законите, што се одговорни Не. за носење на законите, Тие имаат прават дупла прекршок одговорност. на... Значи, Тие не, имаат не, дупла они не прават одговорност. прекршок. Значи, постојат принципи во науката, во општествените науки. Видите, општеството е подлежи на законитости. Тие законитости науката ги анализира од различен аспект. Ако вие не следите науката, вие тогаш правите хаос за сегде. Вие едноставно си носите како што ќе ми се суни ноќеска, утре се ваде таков закон ќе донесе. Еве го тој закон. Е сега вака, има Не е баш така. Они си имаат голема добро, длабинска повторно. анализа на ова, на чекорите што си ги Не, следат. ја И тоа тие го си знам, ги прават. Тања, го кажав онака. Платформата, законите и така натаму, Со се значи слагам договорот со потполно, Бугарија, потполно. тоа е една многу убава смислена стратегија која ние само сега ја гледаме да се реализира. Е, Значи, многу тоа интересно е сега да се вратиме назад во однос на она, нели, што беше да се покаже или да се присност да се добие од известни амбасадори и известни земји, нели. Да се вратиме на почетокот, многу интересно е што за најголемиот поборник за ова тиранска платформа по која што ајде да речеме дека и се движат известни носење на закони во Република Македонија кон промена на уставот, веројатно се сака се да се донесе, па на едно отварање на уставот се да се стави таму, доколку се дојде до таква ситуација, беше Зијадин Села, кој што беше можеби едно ново лице во албанската политичка сцена во Република Македонија и кој што не беше опфатен со ништо во однос на она што беа почеток, нели, бомбите и оние присуствувани. Кој беше опфатен со бомбите од Дуи? Села беше опфатен со Дуи? Не. Не, кој од Дуи беше Не, опфатен од во бомбите? Никој. Меѓутоа има се појавуваат, се посочуваше од претходно, беше посочено и од премиерот дека има луѓе од Дуи кои што ги слушали и дека се вмешани во криминалот. Е сега Села бе надвор од таа владина коалиција кога се носи се това, а Дуи дожива едно возобновување да си го крене рейтингот во таа насока. Дали можеби некој ги држи во рака сите овие конци? Да речеме, да биде и овој јазик дел од тоа дефокусирање или, ако земеме предвид, ја спомнавме и Златна Зора во Грција, која одеднаш повторно воскресна и нели, предизвикува немири во Грција со максималистички барање, иако ја снема еден период, нели, беше поништена, чисто да се направи една тензија во која што македонците ќе речат ќути може и полошо. Значи, пазете, дека во сето ова се замешани странски фактори или странски фактор, како сакате да кажете го смешно нешто, тоа е нормално, тоа е ноторно, тоа нема што тука, сегде се. Значи, тоа не е ништо. Од целава работа се замешани сите играчи. Која е нашата пропулзивна? Тоа е наша вина, ако си пуштил, тоа е друго прашање што работи нашата државна безбедност, па дозволува да бидеме така лесно проводни. Тука не се само еден играч. Пазете, тука се сите се играчите. И тоа не е
спорно. Не е спорно исто така дека се уште има тенденции за прекројување на граници на Балканот. Тоа не е спорно, нели, етнички чисти држави, нели, ова е мртво, мултикултурализмот е мртов, ова е мртво, она е мртво, нефункционалноста на државите и така натака и така натака. Значи, постојано постојат тие игри. Твоја работа е да си направиш одбранбен механизам, сопствен државен, и да си процениш како ќе се одбраниш од овие игри. Кај нас е ова проблемот. Ја ги слушам, нели, постојано нешто низ Македонија, амбасадорот ова, амбасадорот оној, ова или оно. Прво, амбасадор добива инструкции. Амбасадор следи напишан протокол. Амбасадор не му текнува што да каже или како да каже. Не сме да оди така, му текнало на амбасадорот, денеска ќе одам во собрание. Он е спроведува политиката на државата кон регионот, вклучувајќи и Македонија, зашто сме многу мали. Не сме ние Германија, па посебна политика да има спрема. Значи, тоа е фактот. Меѓутоа проблемот е кај нас, што ви кажам, проблемот е во недоволното знаење. Штом немате доволно знаење, немате храброст, зашто без знаење не сте вие храбар човек. Гледање на поевтин начин, ако може некако да се протнам негде, или да сочувам власта, и последната варијанта е дека буквално си убеден дека Република Македонија ваква како што имаме не треба да постои и треба да се редефинира. Тоа е прво. Сега Тоа е прво, не последно. Бидејќи имаме уште некои 3-4 минути до крајот на емисијава, сакам накратко, бидејќи сето ова се врзува со определени рокови. Тоа се април, кога ќе биде скринингот и некаде во јули, за да се види дали ќе се постигне тоа првичното НАТО, а како, нели, Европската унија доаѓа секогаш како второстепена после НАТО, барем до, нели, оние последните приеми што беа. Овој притисок ќе зајакнува, ќе се отвараат уште, што уште може да очекуваме во овие неколку месеци? Значи, види, последно заврши разговорот кога дан. Па не, ајде, више си почнал, продолжи натаму. Не, сакам да кажам, ќе бидам краток за оваквото, значи, многу е просто. Не мислам да се тепам. Притисокот си продолжи. Тоа е неспорно. Она што во овој момент не може, е тоа што ние не можеме да го исполниме реформите. Нема да ги исполниме реформите. Они ќе се обидат тоа да го заташкаат. Убеден сте дека ги чекаат реформите или го чекаат името? Не, Европска комисија не зборам за Европска, името е за НАТО. За тоа се мешаат игрите. Името е за НАТО. Европска комисија нема да, може да го убlaži вордингот. Ама тоа дека не се направени реформи, Македонија нема. Значи така да остави време додека требаат преговорите за Не, сега да ви кажам, годинава за оваа година не верувам зборам. дека ќе биде тоа така. Не, се слагам, меѓутоа да ви кажам, за оваа година тоа нема да е така. Во крајна линија и да е така и да се забрзат. Едноставно треба да се блокираат, ВМРО треба сериозно да свати дека не се работи за додадена вредност сега во овој момент кон владената позиција за подобрување на имиџот, него во овој момент се работи за суштината и опстанокот на Република Македонија, посебно со овој закон, и дека ВМРО треба да се преземе одговорноста во тој првиот линија. Значи, тоа е мојата поента. Сето другото е споредно веќе. Ајде сега. Значи притисокот никогаш не стивнал, со тоа што мислам дека сега ќе се зајакне затоа што и Грција е уценета, условена и така натаму да прифати одредени компромиси. Но јас и понатаму го делам ставот и чувството лично дека Грција нема да попушти со терминот Македонија да биде содржан во нашето ново име. Тоа може тука да очекуваме така што тука во овој меѓупериод ние само ќе бидеме дополнително притиснати. Значи постојано кога гледате дека една суверена држава која што има сопствена надворешна политика и која има јасен став на движење и линија на движење вели не, без разлика што Ципрас сака да глуми конструктивност, тој го пушта Каменос како свој втор партнер во владата, да ги кажува директно мислењата на владата. И тоа е тој став на владата, официјален, ако сакате. Ципрас тоа што глуми конструктивност, тоа мора да го прави, заради тоа што на врат му висат уште едно чудо финансиски санкции, казни, економски мерки и така натаму. Така да тој мора да прави... За Република Македонија, што може да очекуваме? Зборот ми е дека притисокот ќе биде насочен комплетно кон нас, затоа што ние сме тие што немаме црвени линии, ние сме тие што можеме без проблем да свиткаме рбет. Ние сме тие што велиме нема проблем какво решение да даете, само дај да не ставите во НАТО и така натаму. Така што притисокот ќе биде врз нас. И втор момент, затоа што оваа влада гледа дека нема реформски капацитет. Таа не испорача до сега ниту една реформа. Ова што е судски закони, тоа нема врска. Столтенберг јасно денеска кажа, законите се една работа, имплементацијата е втора работа. Значи време до јули нема да има да се. Значи по мене
Целата активност ќе биде насочена кон владата во смисла на менување на името, без никакви реформски чекори, затоа што овие реформатори не се, и тоа мораме да бидеме на чисто, само имаат една голема реформска уста која што зборува постојано реформи, остори не прават ништо. Ниту економски реформи, ниту правни реформи, ниту политички, ниту социјални, никакви. Значи, нека ние со среќа македонскиот народ мора да се освести. Мора да се освести. Да видиме како ти се движат работиве. Јован Донев, амбасадор, професорката Тања Каракамишева-Јовановска, ви благодарам за учеството во оваа вечерашна емисија. Останете со програмите на телевизија Нова, се гледаме повторно следната недела.